Послание на апостол Павле до Римјаните, 3 глава. Која е преведноста на јудејците или која е ползата на обрезанието? Голема, на секој начин и пред се што ним им се доверени Божјите објаснувања. Па што ако некои не поверувале? Дали нивната безверност ќе уништи Божјата верност? Никако. Нека се признае дека Бог е вистинит, а секој човек лажлив, како што е напишано, за да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Ако пак нашата неправедност ја истакнува Божјата праведност, што би можеле да речеме тогаш? Дали е Бог несправедлив кога се гневи? Говорам како човек. Никако. Зашто како Бог ќе може да го суди светот? Зашто ако вистината Божја се возвеличува преку мојата лага за слава Негова, па зошто тогаш да бидам осуден како грешник? Зарем тогаш не би требало да правиме зло за да излезе добро? Впрочем, така и хулат некои луѓе на нас и велат дека така учиме. Тие се справедливо осудени. Па дали имаме некакво предимство? Ни најмалку. Зашто веќе ги обвинивме, како јудејците, така и елините, дека се сите под грев, како што е напишано. Нема праведник ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија заедно, станаа развратни. Нема кој да прави добро. Нема ниту еден. Грлото нивно, отворен гроб. Со јазиците своји мамат, под јазиците нивни змиски отров. Устата нивна е полна со клевета и горчина. Нозете нивни им се брзи за пролевање крв. Пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го позна патот на мирот. Страв Божи нема пред очите нивни. Знаеме дека се она, зашто зборува законот, се однесува на оние што се под законот, за да се затвори секоја уста и така целиот свет да стане виновен пред Бога. Зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. А сега, независно од законот, се јави Божјата праведност, посведочена од законот и од пророците. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат. Затоа нема разлика. Сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Но ќе бидат оправдани преку дар со Божјата благодат, а преку откупот во Исус Христос. Него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување преку верата, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови, во времето на Божјото долготрпение, за да ја покаже својата праведност во сегашно време, дека е тој справедлив и дека го оправдува секого што верува во Исус. Каде е пак пофалбата? Таа е исклучена. Според кој закон? Дали според оној на делата? Не, туку според законот на верата. Така ние заклучуваме дека човекот се оправдува со верата, без делата на законот. Или може би Бог е пак само на јудејците, а не и на незнабожците. Се разбира, тој е и на незнабожците. Бидејќи еден е Бог кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. А дали го кинуваме законот преку верата? Никако, туку уште посилно го утврдуваме.